Бројот на пациенти со ретки болести во Македонија се зголемува. Дијагностицирањето бара време, а државата кубури со лекови чија набавка трае долго. Поради обемните бирократски процедури, пациентите со месеци остануваат без потребната терапија. Шокантна информацијата дека повеќето од пациентите се деца кои прерано го завршуваат животот. Докторите со предлог, дел од средствата кои ќе се соберат од сообраќајните прекршоци и паричните казни да одат за набавка на лековите за пациентите со ретки болести. Значи, нас не треба средства. Може да идеја, може да е налудничава идеја. Оваа програма на владата, што сите ја поддржуваме, Safe City, може ли дел од тие казни да идат у фондот за ретки болести? Семејствата на пациентите загрижени, бидејќи годинава намален е буџетот за ретки болести. Од Националната комисија уверуваат дека сумата од 1 милијарда и 80 милиони денари не е конечна. Лани на располагање имале 1 милијарда и 260 милиони денари. Буџетот мора да ги следи потребите на пациентите, бидејќи болеста не чека ни бирократија, ниту избори, ниту ребаланси. Во оваа година ги имаме сега за сега само 1 милијарда и 80 милиони денари средствата кои што ги обезбедува Министерството за здравство. Тие нема да бидат конечни. Начинот на набавка на лековите кои се исклучително скапи и чинат од 300.000 па дури до 600.000 евра годишно оди тешко. Лекарите со апел до Фондот за здравство, истите да се обезбедуваат побрзо. Пациентите се регистрирани, се бара одреден лек и од тој момент до првата набавка на лекот се случува да помине повеќе од година дена. Ние мора да имаме условен буџет за одредени хитни дијагнози кои што не чекаат, за терапија што ќе се добие набрзо. Од Националната комисија за ретки болести вела дека работат врз база на програма, во чиј регистар брои 1093 пациенти. 260 од нив се починати, а 240 се деца до 14 годишна возраст. Од таму тврда дека нити еден пациент не е без терапија и дека ќе се набават 4 до 5 нови лекови. До тогаш дел од пациентите со ретки болести се лекуваат на алтернативни начини.